Старите градоначалници си заминаа, зад себе само Концентарот за развој на регионот оставија долг над 5 милиони денари. Најлоша ситуација од сите затекна Горан Трајковски, новиот делчевски градоначалник, зашто неговиот претходник Шекстански од почетокот на мандатот на Центарот не дал ниту денар. Општина која што веќе со години не ги измирува врските спрема Центарот и нормално се ствараше и реакција зошто да не се аплицираат проекти за општина Делчево, токму општина Делчево, која што должи од 2013 година за второто полугодие и 14, 15, 16 и 17 нема платено ниту денар. Значи тоа е веќе некој си долг од околу 800.000 денари. Своите долгови во целост ги имаат измирено Чешиново, Облешево, Зрновци, а Кочени, Виница и Штип должат само по некој квартал од тековната година. За разлика од нив, списокот на долгови на општините од крајниот исток е подолг. Има неизмирени долгови од 2016 година. Тоа е долгот на општина Берово, апсолутно само првиот квартал е измирен. Тоа е долгот на општина Македонска Каменица, тоа е долгот на општина Пехчево и тоа е долгот на општина Делчево. Освен обврската за кофинансирање на Центарот за развој, општините имаат обврска и за кофинансирање на проекти. Карбенци за кофинансирање на патот до Вртешка нема платено 130.000 денари, а најголем должник во овој дел е општина Пробиштип, каде ситуацијата станува алармантна. Тоа е проектот кој што го реализиравме со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Го инфраструктурен проект, го изградиве мостот на Бунеш, меѓутоа за жал кофинансирањето од околу 1.670.000 денари, веќе втора година општина Пробиштип го нема платено. Ова и тоа како е проблем за општините, зашто доколку долговите не се подмират, општините не можат да аплицираат за нови проекти од Министерството за локална самоуправа за наредната година. Време за плаќање немаат многу, зашто огласот е објавен неделава, а трае до 15 декември.